Пестицидите, болести, паразити и променливото време се главните причини за изумирање на пчелите. Пчеларите велат дека минатата декада изумреле огромен број пчели и доколку продолжи овој негативен тренд, на светот му се заканува глобална катастрофа. Според податоците, 1/3 од светското население зависи од пчелите, но овие инсекти се повеќе и повеќе ги снемува од нашата планета. Намалувањето на бројот на пчелите влијае на фармерите кои зависат од овие црно-жолти инсекти поради опрашувањето на растенијата. Како што велат пчеларите, проблемот е глобален, ама трендот е присутен и во нашата држава. Пчеларите за прва Скопска велат дека смртноста на пчелите се зголемува и се загрижени поради таа состојба. Тие велат дека за изумирање на пчелите придонесува и авионското прскање против комарци, па предлагаат уништувањето на ларвите од комарци да се прави на друг начин. Во светот сега во момент се води голема битка за опстанок на пчелите. Зошто? Затоа што не само 70% што создаваат храна и приход од храната зависат, посебно растенијата, посебно организми кои што не ги опрашуваат други инсекти и посебно што другите инсекти веќе изумреле. Во покрајината Сечуан во Кина, што е поголема од поранешна Југославија, нема инсекти. Таму со пердушка ги опрашуваат јаболките и крушките кинезите. Зар така треба да се доведеме и ние? Затоа бараме заштита на државата и во овој правец. Медењето, односно пчеларството, како гранка доаѓа и медењето доаѓа во многу голема криза. Мора ние да размислиме за климатските промени, мора ние да направиме нешто. Посебно ова би сакал, што вашата емисија е скопска, би апелирал за употреба на препарати против комарци и прскањето со авиони. Би ве замолил, ако може да се замени, да се субституира со рибчиња мали кои што се хранат, природни, да направиме природни непријатели на комарецот. Поради изумирањето на пчелите, оваа година се очекува да има помалку мед, а тоа ќе придонесе и да се покачи цената на медот. Пред 10 години тегла мед чинеше околу 150 денари, а денес е над 400 денари. Моментално има голема побарувачка за здрав и природен мед без разлика дали е планински или ливадски. Но пчеларите велат дека таков се помалку има. Инаку во земјава има зголемен број пчелари, особено е зголемен бројот на жени пчелари. Понежниот пол е многу заинтересиран за одгледување на пчели и производство на мед, но многу повеќе дамите се ориентираат за производство на поленов прав, млеч, прополис, производи кои ги бараат посебно младите мајки за зголемување на имунитетот кај децата.